Во април годинава завршија градежните работи за продолжување на булеварот Видој Смилевски Батов во Тетово, но само на третина од предвидената делница која треба да се спои со регионален пат. Бидејќи овој дел од булеварот од 600 метри е така наречена слепа улица која не води никаде и завршува пред нива, таму нема сообраќај, па дел од атлетичарите го користат асфалтниот пат за трчање и тренирање, со оглед дека во Тетово нема атлетска патека. Избравме ова место затоа што е улица која што не е се уште отворена, односно не сообраќа возила, така да сметам дека е безбедно децата тука да трчаат. Изборот на ова место едноставно падна затоа што немаме никакви други можности. Трчаме во Жена парк исто, изборот е на Бекатон или тука на улицата. Како што гледате, ние сме 7-8 атлетичари и најидеално место моментално во Тетово за тренинг атлетика ние е ова овде. Можам да се пофалам дека од годинава имаме државен првак во сениорска конкуренција на 400 метри со пречки, второ место и трето место во истата дисциплина. Во младински категорија исто имаме второ место на 400 со пречки, трето место 400 со пречки, скок во височина второ место. Секако со подобри услови, со атлетска патека ние би имале многу повисоки резултати. Па затоа апелирам до Министерството за спорт, до градоначалникот на Тетово, до председателот на Атлетска федерација во заедничка соработка да издействуваат да направат атлетска патека, бидејќи атлетска патека во Тетово не е луксус, тоа е инвестиција во младите, инвестиција во спортот за Тетово. На дел од поранешниот спортско-рекреативен центар во Тетово се работи на нова спортска инфраструктура, но фокусот на општината се фудбалските терени. Спортски центар ќе се изградат, односно еден нов и ќе се реконструира постојниот со вештачка трева. Министерството за спорта инвестира во спортска инфраструктура како никогаш досега, па ќе дојде ред и за атлетска патека во Тетово, ветува министерот Борко Ристовски. Во Тетово не планираме за следната година, меѓутоа може и да разговараме за годината после тоа. Јас знам дека има недостаток на атлетски стази, меѓутоа исто така треба да сте свесни дека ние како министерство не можеме да правиме све одеднаш. Значи почнавме на вистина едни инвестиции во делот на спортската инфраструктура што се во последниве, не знам, десетина години на вистина невидени. Почнавме со реконструкција на 3 спортски сали, до крајот на годината ќе завршија тендерите за уште 3, оплашување на нови, го реконструираме стадионот во Тетово, реконструираме, помагаме за реконструкција на стадионот во Тетово, ќе направиме уште едно фудбалско игралиште во Тетово, правиме вакви мултифункционални игралишта, завршивме 5-6 базени од оние кои што беа почнати пред 4 години, за следната година е во план уште 3 нови сали, така да ова е максимумот кој што може да го направиме со овој буџет и со овој капацитет. Мислам дека јас сум свесен дека има недостатоци сегде спортска инфраструктура и токму затоа нашиот фокус, ја како поранешен спортиста, сум свесен дека без инфраструктура спортска не може да бараме резултати и затоа почнуваме од негде, меѓутоа дека се одеднаш може да направиме за 1-2 години не може. На стариот градски стадион има бетонска патека за атлетско трчање која е во руинирана состојба, но објектот претежно го користат фудбалските клубови. Во Тетово има 5 атлетски клубови.